Кратки најави за денешниот дневник. Охридски комуналец ќе го поднови возниот парк. $35,000 туристи надвор од главната сезона годинава ќе посетат Македонија. Шестдецениска традиција на печење ракија прерасна во семејна дестилерија. Двајца охриѓани приведени за кражба во црква во Опеница. Југот на Соединетите Американски држави се соочува со поплави и торнада, а северот со рекордно ниски температури. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд и снег. Максималната дневна температура изнесуваше 8 степени Целзиусови. Во вторник над Северна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува стабилно време со сончеви периоди, но и студено, бидејќи условува продор на студена воздушна маса од север и северозапад. Невообичаено топло време за овој период од годината се очекува само во Франција и на Пиринејскиот полуостров. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и студено време со сончеви периоди. Во крајните источни и североисточни предели со слаби врнежи од снег. Максималните дневни температури ќе се движат од -1 до 14 степени. Во Македонија во текот на ноќта понеделник кон вторник локалните врнежи ќе престануваат, па во текот на денот ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и постудено. Ќе дува засилен северозападен и североисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 35 км на час. Минималните температури се очекуваат кон крајот на денот кога ќе биде најстудено и ќе се движат во интервал од -6 до 3 степени. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 0 до 9 степени. Во Охрид во вторник ќе преовладува умерено облачно и ветровито време со повремени и кратки сончеви периоди. Ќе дува до умерен западен ветер. Минималната температура од 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 5 степени. Во четврток и петок студено утро со појава на умерен мраз и ниска утринска температура од -5 степени. Во текот на денот ќе преовладува сончево време со дневна температура до 7, односно до 8 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани.
Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Комуналното предпријатие ќе го поднови возниот парк. Годинава ќе бидат набавени 6 нови возила за подигнување и транспорт на отпад. Екипите на јавното предпријатие Охридски комуналец изминатата година подигнале 1128 метри кубни градежен шут и 896 метри кубни кабаст отпад. Оваа година јавното предпријатие Охридски комуналец ќе го возобнови возниот парк. Ќе бидат набавени 6 нови возила преку центарот на југозападниот плански регион. Возилата ќе бидат со капацитет од 8,14 кубици и значително ќе олеснат работата на јавното предпријатие. Комуналец располага со 11 специјални возила за подигнување и транспорт на отпад, плюс 2 возила за стар град и машини и возила за кабаст отпад. Со подновувањето на возниот парк значително ќе се влијае на ефикасноста на работата. Обезбедени се средства преку Министерството за животна средина, значи ќе добиеме 6 возила и тоа 8,14 кубични со кои ќе ни се олесни работата, подигањето на отпадот, поготово во летниот период. 5 возила ќе бидат наменски за подигање, транспорт и депонирање на комуналниот отпад, едно ќе биде за подигање на зелен отпад. Екипите на јавното предпријатие Охридски комуналец изминатава година подигнале 1128 метри кубни на градежен шут и 896 метри кубни на кабаст отпад. За жал се уште е ниска свеста за рециклирање и селекција на отпадот. Ние имаме поставено 40 така наречени островца, каде што имаме садови за покрај комунален отпад, имаме садови за рециклирање на пластика и хартија, но количината на отпад која се собира е многу мала, односно минорна во споредба со онаа количина која завршува во нашите камиони и завршува понатака во депонија. Само ќе ви појаснам дека во изминатата 2024 година имаме подигнато околу 26 тона на хартија и околу само тон и пол на пластика. За разлика, доколку се прави она примарна селекција подразбира селектирање на целиот отпад на местото каде што се генерира, односно се создава, тоа се самите домакинства и самите правни субјекти. Од таа причина сега сме во фаза на исто така преку Министерство за животна средина добивме 6200 канти, односно ќе опфатиме 600 домакинства, каде што ќе поделиме по 2 канти за селектирање на пластика и хартија и ќе воведиме динамика на подигање на истата. Односно и општиниве и целава држава треба да донесе посебна регулатива со која законски ќе мора самиот граѓанин да врши селекција. Најгорлив проблем останува ниската еколошка свест кај граѓаните. Потребни се едукативни кампањи, но и законска регулатива со казнени политики. 35.000 туристи надвор од главната сезона годинава ќе посетат Македонија. Најмалку еден лет дневно, односно меѓу 180 и 200 туристи секојдневно ќе доаѓаат во земјава надвор од главната туристичка сезона, истакна вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски.
Тој најави дека најдоцна за 2 месеци ќе се започне со реконструкција и на терминалната зграда на Охридскиот аеродром. До крај на годинава, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски очекува земјава да ја посетат преку 35.000 туристи само со чартер летови од Германија. Најмалку по еден авион дневно ќе слетува на Скопскиот аеродром и некаде 180 до 200 луѓе ќе доаѓаат за да ги посетат знаменитостите во Македонија, изјави вице-премиерот Николовски на промоцијата на првиот чартер лет со туристи од Германија кои пристигнаа на меѓународниот аеродром Скопје. Тој исто така најави дека веќе од следниот месец ќе започнат да оперираат и првите летови кои владата преку Министерството за транспорт финансиски ги поддржува. Веќе од следниот месец почнуваат и првите летови кои што се дел од новата владина програма за нов тип на субвенционирање на летови. Веќе имаме 10 нови дестинации на Скопскиот и Охридскиот аеродром и се надевам дека истите ќе растат. Во однос на Охридскиот аеродром, тоа е една голема мотивација и желба да имаме подобри бројки таму и да има повеќе туристи. Можам да најавам неколку убави вести. Првата е дека Turkish Airlines ќе почне со редовни дневни летови Истанбул-Охрид веќе од 27 март. И исто така Визер ќе почне да лета Базел-Охрид, а во следниот период очекувам уште неколку нови дестинации. Вице-премиерот додаде дека најдоцна за 2 месеци ќе се започне со реконструкција и на терминалната зграда на Охридскиот аеродром. 6-деценијска традиција на варење домашна ракија на традиционален начин прерасна во локален бренд. Охрид доби семејна дестилерија Богдановски. Коста, кој занаетот го наследил од дедо и татко, произведува квалитетни дестилати од локално овошје. Планира да го зголеми асортиманот со нови вкусови, а воедно процесот на печење ракија на традиционален начин да го представи на туристите. Охриѓанецот Коста Богдановски, кој е познат по производство на квалитетна домашна ракија, ја брендира и ја промовираше семејната дестилерија Богдановски. Тој е трета генерација во семејството кое произведува ракија на традиционален начин. Семејниот занаед започнал во 1962 година, кога дедо му Косте го купил првиот казан. Го продолжил татко му Павел, за денес традицијата на печење ракија да прерасне во локален бренд. Не е тешко, ако имаш друштво, со добро друштво ракијата се вари без проблем. Напорно е, сепак не е така едноставно варењето ракија, меѓутоа ми причинува големо задоволство и пред се, значи тоа го правил дедо ми, татко ми, па сега јас продолжувам со таа традиција. Се надевам дека ќе можам добро да живеам. Дестилеријата Богдановски е сместена во дворот на семејната куќа со автентичен изглед во близина на влезот на старата Охридска чаршија. Централното место го заземаат традиционалните казани за печење ракија и стаклени балони во плетена врелна за нејзино собирање и чување. На полиците се презентирани разните видови ракија кои ги произведува Коста по своји рецептури од дуња, кајсија, јаболко, како и неизбежната лозова. Овошјата од кои вади уникатни ароматични дестилати претежно се од негово домашно производство или од локални овоштари и лозари. Планира да го зголеми асортиманот со нови вкусови, а воедно процесот на печење ракија на традиционален начин да го представи на туристите. Сакам да на туристите да им прикажам традиционален начин на варење ракија, мала дегустација, лично произведувам околу 8 типови на ракија. Се надевам дека ќе уште за 2-3 ракии ќе проширам производството. Спред се на джин размислувам, меѓутоа исто и ракија од круша, од слива. Отворањето на дестилеријата за посетители што ќе придонесе во збогатување на туристичката понуда во градот е добра идеја, вели професор Зоран Тунтев, потенцирајќи дека Охрид и Македонија мора да понудат автентичност и оригиналност. Дел од традицијата е изработка на вино и на ракија. Во свет кој мириса на Макдоналдс и личи на Дизниленд, Охрид и Македонија мора да се профилираат како дестинации кои пледираат кон автентичност. Оно што од дедо прадедо не останало, соодветно да го спакуваме и да го понудиме на меѓународниот туристички пазар. Како поднебје немаме потреба да покажуваме луксус, туку треба да се насочиме кон корените и традицијата, вели Тунтев, и е убеден дека тука на долг рок се крие добра приказна што ќе ја профилира Македонија на мапата на атрактивни дестинации.
Да ги вадиме корените стари, да го вадиме оно што е одлика на ова поднебје, на овој народ, и го поздравувам овој акт на отварање на дестилерија, особено за ракија. Вински земји постојат, цела Западна Европа, Медитеранот се профилирал веќе на пазарот како вински регион, ама ракијата е веројатно адут на кој треба да особено внимание да се посвети, и ме радува фактот што се повеќе дестилерии се појавуваат како сериозни играчи. Коста со дестилеријата Богдановски започнува нова етапа во семејниот занает со планови и ентузијазам за нови техники и рецепти со цел со секоја голтка да се предизвика восхит кај конзументите, а градот треба да ги направи ваквите семејни бизниси повидливи за странските туристи да доживеат уникатно искуство. Приведени две лица за кражба во црква. Вчера, 16 февруари, во 16 часот и 10 минути во охридското село Опеница, полициски службеници од СВР Охрид привеле двајца охриѓани на возраст од 38 и 29 години, кои се сомничат дека претходно во црква во истото село извршиле кражба, при што одзеле пари. По целосно документирање на настанот, против нив ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Охрид. Не пи ако возиш, ако пиеш не вози. Превентивна активност на СВР Охрид. Целта на кампањата е подигнување на степенот на безбедносната култура кај сите учесници во сообраќајот, а пред се кај возачите. Одсекот за превенција при СВР Охрид на подрачјето на Охрид и Струга викендов ја реализираше едукативно-превентивната кампања Не пи ако возиш, ако пиеш не вози. Целта на кампањата е подигнување на степенот на безбедносната култура и на свеста кај граѓаните за зголемена внимателност и будност кај сите учесници во сообраќајот, а пред се кај возачите, што ќе придонесе за повисока безбедност во сообраќајот. При тоа полициските службеници од Одсекот за превенција во соработка со полициските станици за безбедност во сообраќајот на патиштата и полициските станици од општа надлежност поставија повеќе сообраќајни пунктови во градот и при градските населби, каде на возачите на моторни возила и другите учесници во сообраќајот низ непосредна комуникација им укажуваа на доследно придржување кон правилата и прописите во сообраќајот, почитување на поставената сообраќајна хоризонтална и вертикална сигнализација, исклучиво придржување кон дозволената брзина на движење со моторни возила и некористење мобилни телефони во текот на возењето. Посебно беше посочено дека управување моторно возило под дејство на алкохол нема да биде толерирано и дека законските санкции во такви случаи ќе бидат доследно и неселективно применувани. На возачите на моторни возила им беа поделени летоци и друг едукативен материјал, изработен во соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, со низа практични совети кои водат кон јакнење на личната, но и на безбедноста на другите учесници во сообраќајот, информираат од Министерството за внатрешни работи. Нови цени на горивата од ноќеска на полноќ, соопшти Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Дизелот од ноќеска на полноќ ќе поскапи за 1 денар и ќе изнесува 74 денари за литар. Цената на бензините и на екстралесното масло за домакинство се зголемува за половина денар, односно новата малопродажна цена на Евросуперот БС-95 ќе изнесува 80 денари за литар. Евросуперот БС-98 ќе се продава за 82 денари, а екстралесното масло за домакинство за 73,5 денари за литар. Се намалува само цената на мазутот за 0,8 денари и истата ќе изнесува 47,2 денари. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно!